Пред една година, на денешен ден, Србија доживеа трагедија што ја потресе целата држава. Во 11 часот и 52 минути, бетонската настрешница на реконструираната железничка станица во Нови Сад се урна врз луѓето кои чекаа воз. 16 лица загинаа, меѓу нив 4 деца, а едно девојче беше тешко повредено. Меѓу загинатите беше и македонецот Васко Саздовски, 46 години, виш истражувач во Институтот Биосенс во Нови Сад. Колеги и граѓани денес му одадоа почит со минута молк и бела роза на местото на трагедијата. Во Нови Сад денес владее тишина. Илјадници луѓе, меѓу кои студенти, ветерани и семејствата на загинатите, се собраа на 16 локации за 16 жртви. Оттаму во тивка колона се упатија кон железничката станица. Во 11 часот и 52 минути, како символичен момент на сеќавање, целиот град застана. 16 минути тишина за 16 изгубени животи. Слични комеморации се одржуваат и низ други градове во Србија, а српската диаспора организираше собери во Виена, Берлин, Торонто. И во Србија, а и во Република Српска денес е ден на жалост. Во храмот Свети Сава претседателот Александар Вучич им одаде почит на жртвите и порача. Помина година од денот што за секогаш ја промени Србија. Можам да го разберам гневот, особено на семејствата на жртвите, но денешниот ден не треба никој да го користи за политичка корист. Важно е да останеме обединети и да водиме диалог со почит, без поделби и тешки зборови. Вучич вети дека ќе запали свеќа за секоја жртва и призна дека е разочаран што по една година уште не е утврдена кривична одговорност. Веднаш по несреќата, државните институции соопштија дека настрешницата не била предмет на реконструкција, но граѓаните и експертите тврдеа дека тоа е лага. Под притисок на јавноста, министерот Горан Весик и директорката Јелена Танасковиќ поднесоа оставки, а 15 лица, меѓу кои поранешниот министер Томислав Момировиќ, се под истрага за негрижи и корупција поврзана со реконструкцијата на железничката. Од тогаш Србија е поделена меѓу две вистини, онаа на власта и онаа на граѓаните кои секојдневно бараат правда. Активисти на студентската организација СТАВ веднаш по трагедијата организираа бдење со свеќе. Веќе на крајот на ноември почнаа блокади на факултети и јавни институции, а на 15 март годинава се одржа најголемиот протест во поновата историја на Србија, на кој над 10.000 граѓани побараа одговорност. Истрагите се во тек, 3 случаи се во фаза на дополнување, а судската постапка уште не е покрената. Вишето јавно обвинителство во Нови Сад обвини дека Вишиот суд ја обструира постапката, додека во Белград се отвара паралелна истрага со коруптивни елементи. Кога граѓаните ќе си ги повратат институциите, сите одговорни ќе одговараат. Народот повеќе не верува во лаги. Сите видоа што се работеше, а потоа ни рекоа дека настрешницата не била реконструирана. Под тој бетон останаа 16 животи и никој нема право на молк. Гајд, кој бил стручен консултант при реконструкцијата, тврди дека вестината била прикривана, а работниците уценувани да не зборуваат.